Која храна е здрава? Кои се најчестите болести на денешницата предизвикани од лоша исхрана? Колку исхраната влијае на здравјето на човекот? Какво е влијанието на физичката активност за подобрување на здравјето? Со цел битолчани подетелно да се едуцираат за овие прашања, Сдруженијето за едукација и кулинарство се за храна организираше едукативна вечер, на која стручни лица говореа како граѓаните со подобра исхрана и физичка активност може да си го подобрат сопственото здравје и животот. Денес ќе зборуваме и за превентивните мерки кои што можат да се превземат за подобрување на здравјето, кои ги предизвикуваат во борба поточно против денешните најактуелни болести. Тие мерки најважни се здравата исхрана, физичката активност, исто така внимавањето на сите тие потребни мерки за да се намалат тие болести. Искуството кое го имаме досега во врска со тоа што му недостига на нашиот народ се некои конкретни препораки. На пример, да се јаде помалку сол, значи не да се јаде повеќе од 6 грама на ден, бидејќи во сите намирници, дури во оние пакованите има сол, значи скриена сол, да се избегнуваат рафинираните шеќери, рафинираните масла, се повеќе да се оди кон природно произведени или ладно цедени масла, да се избегнуваат мрсни производи или пак производите како што се црвено месо, свинско и телешко и така натаму. Навистина тие се здрави, меѓутоа да се ограничи нивната консумација на 2 до 3 пати неделно би било оптимално за најдобро здравје. Статистичките податоци покажуваат дека 1/3 од децата во Македонија имаат прекумерна телесна тежина, а истражувањата на Сдруженијето за едукација и кулинарство се за храна покажуваат дека и кај повозрастната генерација се јавува зголемен процент на прекумерена телесна тежина. Сето тоа влијае во понатамошниот нивен развој до појава на кардиоваскуларни заболувања, диабет и други болести кои што се поврзани со неправилниот начин на исхрана. Покрај тоа, со едно наше истражување кое што го реализиравме, забележавме дека повозрастната генерација, односно оние луѓе кои што се над 30 на години, кај нив веќе се јавува значителен зголемен процент на прекумерна телесна тежина, а особено тоа е изразено кај машката популација. За таа цел одлучивме токму да превземеме различни мерки и активности во кои што спаѓа и ова предавање. Сдруженијето се за храна постои веќе 5 години и со своји совети постојано е присутно на интернет порталот Се за храна. Секојдневието и се она што со себе го носи брзиот начин на живот ја наметна потребата од организирање на еден ваков настан, велат организаторите.